Добро е што од Министерството за надворешни работи Пендаровски се одважија да одговорат на прашањето вредно 4 милиони американски долари, но лошо е што тоа го направија некоординирано. За Пендаровски парите се вратени во буџет според она што го објавија медиумите. За МНР парите не можеле да се вратат во буџет затоа што се иако легнати на сметката на мисијата во Обединетите нации, не била полна сума од 4 милиони долари, па се чекало тоа да се заврши. А и што Пендаровски не ни очекуваме да е целосно информиран, но ако МНР знаеле дека парите од сосема нелогични причини не можеле да се вратат во државниот буџет, зошто тогаш ги барале од Фрчковски? Ако навистина имало причина Фрчковски да не ги врати парите, и за тоа знаеле, зошто МНР на 2 пати во рок од 6 месеци му испраќа инструкции парите да бидат вратени во државниот буџет? Ќе одам и степен понапред. Дали Филип Тосевски, државниот секретар во МНР, не знаел дека Фрчковски не може да ги врати парите, па му пратил инструкции? Јавните прозивања помеѓу ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз на оваа тема траат веќе подолго, а повод се околу 4 милиони долари добиени од продажба на имотот од бивша Југославија.